Продолжува потребата од зголемено внимание кон стопанско најзначајните болести на долгогодишните насади. Токму поради ова, неопходно е земјоделците од регионот растенијата да ги заштитат навреме, советува агрономот Васко Златковски. Во поглед на едногодишните поледелски насади, само да напоменеме дека компирот веќе во поодмината вегетациона фаза и од тука заради зголемената влажност на воздухот и температурата која што полека се искачува над 20 поделок од Целзиусовата скала, нужно да се обрне внимание на пламеницата и на црната дамкавост, поради што оние кои што додуват ова култура ќе треба да посветат зголемено внимание. Во поглед на долгогодишните насади во лозарството и во штарството, овие услови кои сега ги има кај виновата лоза, која веќе навлегува во фаза на полно цветење, треба да обрне внимание на појава на пламеница, пепелница и од гроздов молец. Должен сум да напоменам дека никаков третман за време на цветањето не е препорачлив, бидејќи доаѓа до оштетување на поленот и на толшникот, што може да значително да го намали процесот на оплодување и да имаме лошо оплодување на гроздовите. За таа сметка потребно е да се сочека да заврши фазата на цветење и тогаш да се пристапи кон примена на препарати, исклучиво доколку постојат услови за развој на болест. Според Златковски, значајна е заштитата и на овошните култури, особено на вишната и јаболката. Кај вишната веќе навлегува во фаза на крајна обојност, некаде за скоро време, за 2 до 3 недели ќе настапи и полна берба на плодот, а со оглед на каренцата на препаратите кои се користат во овоштарството од над 3 недели, секаква заштита може да биде само доколку се појават катастрофални последици по културата. Она на кое што треба да обрнам внимание, тоа е црната пегавост, понатаму дамкавоста која што условно нарекуваме, но додека кај јаболката опасност веќе ќе почнува да представува и пепелниците кои што ќе почне да ги остварува првичните инфекции. Меѓу другото, земјоделците периодов треба да внимаваат и на лисните вошки. Да напоменам уште еднаш, лисните вошки треба редовно да бидат следени, бидејќи нивниот измет има леплива структура и е поволна основа за развој на разен вид на габни заболувања.